Абортусот во општеството е од секогаш бил табу тема кај жените, а и во политиката. Аргументите околу оваа тема се со различни гледишта, односно за многу луѓе абортусот представува убиство. Прекинот на бременоста кај жената е од две причини, односно ненамерно или спонтан абортус и намерно прекинување на плодот од лични причини на мајката или пак од причина која е ризик за натамошната здравствена состојба на жената. Ненамерните абортуси се случуваат од различни медицински компликации. Несакани абортуси, овде спаѓаат стручно кажани мизетите, инкомплетните абортуси или мртов плод, народски кажано. Значи, границата се движи, старосна граница кај пациентките се движи кај овие абортуси до кај 35-6 години, кога се жените во онаа репродуктивна фаза, кога сакаат да раѓаат, имаат услови за раѓање. Али по некоја причина непозната се дошло до прекина бременоста. Вака сега по градови, така општо да ве запознавам, например во Штип за 2014 година имаме 74 несакани абортуси и еден од поводичките градови е Радовиш со 33 пациентки. Додека имаме и од другите останати градови по една, по 5, по 14 пациентки. Проби Штип имаме 11, имаме странска државјанка една, од Скопје, од Берово, значи тоа не можеш да го планираш ниту времето, ниту местото кога се десе, тоа се така често ургентни состојби, се јави креварење тие работи и доаѓаат од секаде. Намерните абортуси за 2014 година се со помал број во однос на ненамерните извршени абортуси. Кај намерните абортуси, артифицијални, за 2014 во Штип имаме 25 од Штип пациентки, Радовиш 22, потоа 5 Свети Николе, 6 Делчево и останатите се по една, по две пациентки. Заклучно со 12 мај 2015 година, ненамерни абортуси во Штип има извршено 23, Делчево 10, Свети Николе 2 и во другите градови на истокот по една или две пациентки. Што се однесува до старосната граница, за среќа бројот на малолетни девојки кои направиле намерен абортус не е со висок број.